Инспекторите извршиле над 30 контроли на индустријски капацитети изминативе 2 месеца, но не откриле ниту едно прекршување на прописите. Проверки меѓу другите имало и за цементара Усија, Балкан Енерджи, пивара Скопје. Сите работеле согласно пропишаните норми. Инспекцијски надзори продолжуваат да се одвиваат согласно кварталните планови за работа, велат од Државниот инспекторат за животна средина. Од Министерството за животна средина нема одговор од каде доаѓа нормната концентрација на штетни честички. Синоќа Скопје повторно се најде на врвот на црната листа на најзагадени градови во светот. Индексот на загадување беше 266, што се смета за многу висок и опасен за здравјето на граѓаните. Податоците објавени на страницата Air Visual покажуваат дека и синоќа и денеска Скопје се наоѓа високо на листата на најзагадени градови. Изутринава потешко се диша само во Казахстан и Индија. Индексот на загадување е 249. Загаден е воздухот и тоа е тен и сметам дека недоволно се превземаат мерки. Нормално дека пречи загадене и мислам за тоа не треба да се дискутира. Се осеќа при дишење. Имаме и болки од воздухот. Се превземаат ли доволно мерки за да се реши овој проблем? Ништо не се презема. Што се презема? Баш ништо. Секој обеќава дека е на функција, ќе биде вака, ќе биде така, ништо. Воздухот е стварно загаден. Само за некој, мене не ми смета мене. Мене не ми смета, ама некој е загаден многу. Кој што оболен на пример на плуќа, не може да поднесе тоа. Скопје Смок Аларм синоќа направи фотографија на Facebook, откако што велат хоророт наречен Ново Лисиче. Ова не е прв пат Скопје да се најде на врвот на листата по загаденост. Слични податоци беа измерени и на 19 јануари, кога индексот на загадување беше 430, а на врвот на листата беше во друштво со градови од Индија и Пакистан. Четвртото место му припада на Бангладеш, а петото на Косово. Иако владеачката гарнитура веќе 2 години раководи со централната власт, заменик министерот за животна средина смета дека токму оваа 2019 година ќе биде клучна за решавање на проблемот со воздухот. Ова е година клучна за борбата со аерозагадувањето. Доколку паметно и ефикасно се искористат и овие мали средства што постојат, мислам дека сликата ќе биде многу поинаква во буџетот за 2020 година. И навистина лично сум убеден дека ова е пресртницата во Република Македонија за борбата со спрување со аерозагадувањето. Во саботата незадоволни граѓани протестираа пред собранието, барајќи од владата итни мерки за решавање на проблемот со загадувањето, кој навеќе влија врз децата и ги преплавува детските клиники. Покрај краткорочните се бараат и долгорочни мерки за решавање на овој сериозен проблем. Како што велат организаторите, нерешавањето на проблемот со загадувањето е во неспособноста на веќе поставените кадри. Најавен е и нов протест за оваа сабота.